Добро вечер, 27-ми подкаст Разговор во редакција. Јас сум Бојан Стојановски. Јас сум Деница Чадиковска. Вечерва ќе зборуваме за микрокорупција. Онаа што ни стана секојдневие, баш онаква какво што ја гледаме и премолчуваме. И најверојатно и се навикнавме на неа и додека политичарите зборуваат за некое си ново нормално или нова реалност, ние всушност ја останавме заглавени во истото коруптивно ненормално. И од нечесници ќе чуете кој е нечесен, а од криминалци ќе покажуваат со прст кој е криминалец. Ќе не дефокусираат, ќе пробаат новото нормално да го искористат за да се спасат, затоа што богами имаат што да загубат. Достоинството и честа не се во прашање, бидејќи ја немаат. И додека го спроведуваат нивниот лов на вештерки, буквално така може да го наречеме, буквално не лажат. Ме лажат мене, ве лажат вас, не лажат сите нас. Сервираат, подметнуваат, спинуваат, зашто тоа е единствениот начин на кој што знаат да функционираат. И тие се олицетворение на едно време кога сервилноста беше примарна. И сега овие веруваат дека се општествено вредни и рециклирани. Не забораваат граѓаните, ги потценувате, добро паметат каква беше вашата еднократна употреба. Да, затоа одлучивме на овој подкаст да не ги дискутираме работите што се случува минатата недела, туку да се фокусираме на она што ИРЛ најдобро знае да го прави, тоа е да истражуваме корупција и да се бавиме со вистинските проблеми на граѓаните. Понекогаш тие може би личат и мали, некои дека се микропроблеми, но за оној кој се соочува со нив, тие се големи. Во првиот дел од подкастот ќе зборуваме со нашите колеги Иван Блажевски и Пелагија Стојанчова. Добро вечер. Добро вечер. Повеќе од 3 месеци трае истражувањето или повеќе од 3 месеци се посветија за да се дојде до некаква приказна каде што треба да се објасни како не треба да функционира еден систем, една локална власт, како можеби се злоупотребува законот за легализација и како очигледно сите можат да замижат при очигледни пропусти. Можете ли сега пред да продолжиме, ќе го гледаме и видеото во овој подкаст кој што го изработивте, накратко само да ни објасните што се истражуваше како еден мал вовед во сторијата? Добро вечер. Вака сега за помладите или за оние кои што можеби заборавиле, фино е да споменеме дека во 2011 година во земјава беше донесен еден закон за легализација на дивоградби, кој што потоа претрпе уште неколку измени, беше продолжуван. Се на се, тој е планирано да трае 15 години. Што значи, ова што се нафативме да го истражуваме, фактички влегува во самиот финиш на овој долг процес, бидејќи токму за една година од денеска, поточно негде 5 март, 4-5 март следната година, ќе заврши овој закон, кој што во изминатите 15 години доста беше дебатиран, пред се негативно, но за некои донесе и позитивни разврски. Меѓутоа, она што и претходно беше истражувано и од наша страна и од други колеги, беа откриени многу неправилности во овој процес, за какви што ќе зборуваме и вечера. Што значи, нашиот фокус на овој случај е точно наменет да маркира последната година од траењето на законот за легализација, нешто што ќе следува за 12 месеци и во кој период сметаме дека ќе се случат сите оние што ги зборувавме магии на обиди за крадење на државна земја или некој друг имот, бидејќи ќе се доведеме до самото финале на тој значаен процес. И треба да спомнеме дека овој закон беше да ги легализираат објектите посиромашните луѓе. И тие што се изградени пред 2011. Но како што овие 3 месеци го правевме истражувањето, видовме дека иако почнало како барање за легализација на наводен објект што изграден пред 2011, се што направивме потоа таму до пред
неполна година немало објект. Добро, кога зборуваме и ги начнавме темите, посебно законот за легализација кој неколку пати беше продолжуван низ овие сиве години од 2011 и се продолжуваше неговиот рок и важност, и дадовме мал контекст на приказната која работиме, мислам дека би ги интересирало оние што не гледаат и слушаат, како дојдовме до темата. До темата дојдовме Пак беше од пријава од граѓанин. Пријава од граѓанин дека му се случило нешто горе на неговиот имот. Велеше дека има имот кој што го купил уште во времето на Југославија, значи на распадот на Југославија, точната година е 87, каде што лани добива пријава дека некој си изградил куќа. Зборуваме за Попова шапка. Плац, зборуваме за Попова шапка овој пат. Пошто била повикана полиција и од тогаш наваму процесот е документиран, институциите се запознаени со него и накратко станува збор за следново. Значи, едно лице пријавува дека на негово место му се гради друг објект, пријавуваат во полиција, полицајците доаѓаат, разговараат со определени лица кои што ги стекнуваат на лице место, се изготвува записник и потоа почнува еден процес. Откако дознавме за ова случување, почнавме да бараме, да видиме што се случувало на овој плац, со оваа куќа и така натаму, и моравме да се вратиме дури 8 години назад, за да се расплете една голема, да речеме, новинарска сторија, која што на крајот резултира со доста нелогичности, некаде и неправилности, некаде и индиции за можни измами, па и за можеби индиции за определен фалсификат во целата постапка. Значи, сето ова го земаме сега како еден фичерс во новинарството, што би се рекло, значи преку една сторија да се презентира една аномалија или еден процес кој што веројатно се користел и во минатото за да се легализираат некои објекти, а претпоставуваме дека во следната година, односно во следниве 12 месеци, кога е финалето на законот за легализација, можеби ќе се мултиплицира и можеби ќе се користи и многу повеќе, и токму затоа сметаме дека беше релевантно да се фокусираме и до детали да отидеме со овој случај. Очекувавте ли вака да се развие приказната, бидејќи на крај од еден, да речеме, кој што го нарековме микропроблем со локална корупција, оваа сторија покажа буквално како функционира цел еден систем. Кога почнавте, очекувавте дека ќе стигнеме до таму до кај што стигнавме, може после на кратко да објасните за клучните откритија. Ние на почетокот имавме еден записник од полиција. Така тргна истражувањето. Така тргна. Моравме нели да пратиме барања за слободен пристап до информации, да ни дадат од катастар, да ни дадат од општина Тетово, ама немавме само еден записник. И сега како тргна работата? Пријавили во инспекција, во општина Тетово, го побаравме тој, случувањата се на крајот на август. Ние на минатата година. Ние на почетокот на февруари добиваме одговор од општина Тетово, добиваме мејл во кој нема одговор. И кога веќе направиле записник, речиси 6 месеци по поднесувањето на барањето, се упативме во општина Тетово да ни го дадат да направиме увид. Сега, интересно во целата приказна, во која институција ние да се обратевме, сите велеа, ние нашево добро сме си го завршиле. Ние сме тука чисти. Ама обратете се кај следниот. Одиме во катастар, ни дават документите и викат, во сите овие документи најважен е елаборатот геодетски. Кога веќе сме тука, знаете како, тука е канцеларијата на катастар, на спротивната страна е геодетското биро кој што го направил елаборатот. Кога сме веќе тука, дај да отидеме и кај геодетот. Тој вика, јас што е до мене, добро сум направил. Ама вие да си прашате во општината. Кој ве прати? Велите првото нешто кога рековме добар ден, ние сме тие, вие сте тие. Првиот муабет седнуваме, ќе пиете нешто, не благодарам, одење се. Добро. Кој ве прати? Приказната со Самарот? Да. На крајот следуваше приказна, откако веќе разгубивме некои детали, го прашавме некои работи кои што не интересира, станува збор значи за сопственикот на таа фирма. Ни рече, добро де сега, значи не можете по Самарот, туку по Магарето, така беше кажано. Нели што значи
Не сум сте јас. нашле нешто, најдете таму има комисија за урбанизам, видете таму тие треба да утврдат некои работи. Значи во контекст на ова што го спомна Пепа, значи секој си ја искаше мувата од главата, меѓутоа никој не рече дека сосема да рече не, тука е се феноменално, тука е, тука рече не, кој ве прати или не, видете таму кај другиот што било Кај другиот, направено и да. тоа после продолжи и во општина Тетово. Добро, Тату во ми суштина беше- и ќе го погледнеме тоа и во видеото, како едно убаво видео сиже на све, на целиот наш процес, како одеше и како се стигна од полицискиот документ, известувањето, што нашла полицијата, па се до како е легализирана куќата. Кога во најавата со Деница зборувавме за микропроблем, стварно настанува за микропроблем, кога ако се види дека на Попова шапка голем дел од викенд куќите се дивоградби на државна земја и дека тоа све е изградено на диво па легализирано, можат граѓаните да замислат за каков процес станувало воопшто. Ние дојдовме до овој случај бидејќи тој ни го пријавија и не го посочија, а суштината и разликата на сево друго што е изградено во однос на ова е што ова парче земја на која што е сега оваа викендица, Се уште е на некој пат Република била Македонија. во нечија друга собственост и плацот е узурпиран. Можам ли така да го заклучам Да. сето тоа и така тргнува правната битка на човекот кој да речеме пред повеќе од 35 години Иако- некако го добил тоа земјиште од тогашната држава Југославија. Иако беше ладно кога отидовме на Попова шапка, малкуте луѓе што ни сретнаа, кои сте вие новинари сме, тука сте дојдени за дивоградбите? Истото ни се случи кога спаднавме доле во Тетово. Кај бевте на шапка, сигурно за дивоградбите седнете, ова е дивоградба и тука има дивоградби. Значи на луѓето им станало нормално Да, како да има дивоградби и мислам дека интересно ја начнавме темата. И може би е правилен момент да го видиме, пуштиме видеото, да го видиме материјалот кој го подготвија Пелагија и Иван и да се вратиме пак и да ги прокоментираме, бидејќи друго е кога ќе ги видат луѓето и визуелно работите кои ние пробуваме да ги објасниме тука. на убавата Попова шапка, каде што зимата трае долго, а летото едва и успева да го стопи снегот, во планинскиот воздух се открива приказна за градење без дозвола, сомнителни документи и испреплетени односи. Таа приказна започнува во 1987-та. Тогаш Муамед Бейтулахи од тетовското село Челопек, кој во тоа време имал 20 на години, од државата купил земја за изградба на викенд куќа. Денес тој се уште емотивно раскажува како за околу 2000 тогашни марки го купил својот прв имот. Но животот го однел во Србија, ретко доаѓал назад, а секој пат кога се враќал во родното место ја користел приликата да ја посети Шаре. Но, лани во август се соочил со бизерна случка. Некој друг изградил куќа кај него. Сонот на Муамед е украден. Над 100 дивоградби на Попова шапка со можност истите да се легализираат. Од вкупно 769 дивоградби кои ги евидентирал директорот, најголем дел или 436 се изградени на државно земјиште. Иако невладините организации со години алармираа на постојаното зголемување на нивниот број, новото законско решение нуди можност за легализација на бесправно изградени објекти и во заштитено подрачје. Изминативе 2 децении стана престиж да се изгради куќа на шапка, дури на диво и на државна земја. Направена процедура и во јавното обвинителство и во општина Тетово од градежниот инспекторат, па во полициската станица во Попова шапка, никој не превзема никаква мерка за тие дивоградби. Мојот клиент Муамед Бейтулаху, 87 година, има поставено темели на ова место каде што го гледате изградениот објект. Поставил темели, направил една плоча, поставил 3 зидови од предната страна, отворен простор со цел да ги добие оние основни документи за да може во иднина да го легализира земјиштето кое што му било распределено. Горан Илиев е адвокатот кого Муамед Бейтулахи го ангажирал откако дознал дека некој го узурпирал плацот.
Заедно отишле да видат што се случува на парчето земја, но наместо плоча и темели стари повеќе од 3 децении, кои Муамед ги направил, затекнале модерна куќа на која имало мајстори. Изненадени како некој може да работи без дозвола на туѓ плац, побарале мајсторите да им го викнат лицето кое гради. Доаѓа постар господин Мурсел Мурсели, кој што се представува дека е газда, и нормално нели започнува муабетот. Можеш ли да ми кажеш од каде го стекнати ова, како го доби? Па што имам јас на тебе да ти кажувам? Во првиот жар на објаснување како на стара плоча одеднаш никнала модерна викендица, Муамед го убедувале дека плацот му го препродал некој од комшиите. Не, чекај, полека, сега ќе ти објаснам како го добив јас, сега ќе ти кажам, нема врска, да не се расправаме со комшиите, да не навлегуваме во конфликт. Сега све ќе ти објаснам како се стекнав јас. Мене ми дадоа поклон, мене вака, мене така, правам документи за легализација. Bespravното градење го пријавиле во полиција. Полицајците од Попова шапка исто така били изненадени како некој се дрзнал да узурпира туѓа земја. 7 дена по пријавата. Адвокатот добил известување од МВР. Не градел Мурсел, туку неговиот син Фатон. Но она што го изненадило адвокатот е што наместо да се утврди бесправно градење, во полицискиот документ делото е заведено како самовластие. Предпоставувам дека сакаат да го заштитат инвеститорот на начин што кривичното дело бесправно градење е кривично дело кое што се гони по службена должност од страна на државата преку јавен обвинител. Додека пак само властие е кривично дело кое што се гони по приватна кривична тужба. Кои се Фатон и Мурсел Мурсели? Фатон му е син на Мурсел. Нивната професионална биографија во еден момент е испреплетена, исто како и минатото на викенд куќата. По професија, поранешни новинари. И двајцата биле дописници од тетово за македонска радиотелевизија. Мурсел е во пензија, а Фатон го напуштил новинарството. Бил раководител на канцеларијата за односи со јавност во општина Тетово, а потоа и портпарол во времето на градоначалникот Сади Беџети. Денес тој е професор на Државниот Тетовски универзитет на катедрата за социологија. Често гостува по емисии како експерт по медиуми и комуникации. Женет е за Ревиде Мурсели. Во Агенцијата за катастар Фатон Мурсели веќе е впишан како собственик на куќата изградена врз зидовите кои Муамед Бейтулахи ги подигнал пред 3 децении. Но готовата викендица од 132 квадрати, откако била легализирана, Фатон ја добил на подарок од извесен Сали Исени. За Исени не дознавме многу, освен дека е иселен во Данска каде има свој бизнис. Она што ги спојува Мурсел Мурсели и Сали Исени е тоа што се баџанаци. Токму Сали во 2016-та поднел барање за легализација на наводно изградената дивоградба на Шапка. Основа за тоа бил законот за легализација кој неколку пати беше продолжуван со барањето, но многу подосна во 2024-та. Тој дал и изјава со која тврди дека објектот бил изграден пред 2011 година. На 12 јуни лани, Советот на општина Тетово изгласал да бидат легализирани повеќе дивоградби, меѓу кои и она на иселеникот во Данска. Domethënë ne lidhje pikën e 24 nuk se drejtëtitës për legalizimet ishin të propozuar gjithsej 33 lëndë për legalizime. Komisioni për urbanizëm gjatë shqyrtimit vendosi që për 32 lëndë të miratoj pëlqim për miratim, ndërkaq për 1 lëndë të miratoj qëndrim për mos miratim. Сопругата на Фатон, Ревиде Мурсели, е преседателка на Комисијата за урбанизам. Има и уште неколку други задолженија во општина Тетово. Добар ден, господја Мурсели, Пелагија, новинарка од ИРЛ, истражувачка репортерска лабораторија, како сте? И покрај кажаното на седницата на Советот. Таа за ИРЛ рече дека одлуките за дивоградбите не ги носи Комисијата за урбанизам, туку сосема друга комисија за легализација. Општина Тетово на 16 септември минатата година донела и официјално решение за легализација на викендицата, па во катастарот била впишана како имот на Сали Исени, но веќе следниот месец нов собственик станал Фатон Мурсели, бидејќи Исени му ја подарил. А останува да утврдиме преку постапките кои што се поведени на кој начин, како и зашто ги стекнале тие документи. Во денешно време лесно може да се утврди дали некој градел пред 2011 година, за потоа да побара легализација според закон, како што тоа го сторил Исени. Но
Куќа на ова место не постоела седолани, спротивно на дадената изјава под кривична и морална одговорност на Сали Сени дека таму имало куќа пред 2011 година. Пребарувајќи докази, случајно на каналот YouTube најдовме повеќе аматерски видеа објавени во периодот од 2016 до 2023 година, преку кои се прикажуваат убавините на шара. Но снимките од дрон открија дека на локацијата во тие години воопшто нема куќа. Се забележува само ниска бетонска градба, онаква каква што тврди дека подигнал Муамед Бетулахи. За да се легализира бесправно изграден објект, неопходен е и геодетски елаборат. Според документацијата за викенд куќата, овој документ го изработила фирмата Геополок од Тетово во 2017 година. Но на првата страница на елаборатот веднаш забележавме нешто необично. Датумот и часот кога дигиталниот потпис бил ставен не постојат. На потписот стои само името на управителот на оваа фирма, геодетот Ајдин Нуредини. Ова беше првиот елемент поради кој се посомневавме во веродостојноста на елаборатот, односно дали воопшто геодетите од Геополок биле на шапка и ја мереле викендицата и дали воопшто елаборатот бил изготвен во 2017-та. Поради тоа, од тројца геодети од различни фирми во Скопје, побаравме стручно да ги проверат географските координати од мерењето, наведени во еден од придружните документи во елаборатот – теренското мерење. Во зависност од тоа во кој формат ќе ги внесете координатите, тие ве водат или во Албанија или во градот Тетово, но не и на местото на куќата. Геодетите ни рекоа дека напишаните координати не покажуваат локација на шапка. Кога бевме во Геополок, Ајдин Нуредини не уверуваше дека во 2017-та геодети биле на шапка и ја мереле куќата. За отсуството на датумот и на часот, на печатот ни рече дека имале некакви технички проблеми. Сите овие дилеми во клучниот документ за легализација не натераа да ја провериме геодетската фирма и професионалната историја на Нуредини. Освен 5 темина вработени во општина Тетово и членот на судскиот совет, од обвинителството велат дека со истрагата се опфатени уште 4 лица. Сите се гонат за злоупотреба на службената положба и овластување. Медиумите пред 5 години објавувале информација околу истрага за бесправна легализација на државна земја во Тетово, фокусирајќи се на тогашен член на судскиот совет. Судењето потоа ни откри дека меѓу обвинетите бил и Нуредини. Изработил геодетски елаборат за непостоечки објект. Целта била да се добие и легализира земја и со тоа обвинетите нанеле штета на државата од 860.000 евра. Но со измените на кривичниот законник во 2023-та, постапката запрела поради застареност. Освен потенцијални пропусти во геодетскиот елаборат, ИРЛ утврди неправилности во записникот од инспекцијскиот надзор. Отидовме во општина Тетово каде усно побаравме копија од документ. Им побаравме да пополниме и формулар за пристап до информација од јавен карактер. Службите оценија дека нема потреба таква формалност и љубезно ни дадоа копија од записникот. Но веќе следниот ден од општината не контактира и побара да им го вратиме назад, бидејќи како што оценија, сме го добиле на неформален начин. По неколку денови повторно отидовме во Тетово и им го вративме. Лично на рака му го предадовме на тетовскиот градоначалник Билјалка Сами. Добив мејл да го вратам. Јас го враќам, вака ми го дадоа, ви го враќам, однесете го до... Ако вие цените дека е според законот... Добивме нов записник, но веднаш увидовме дека е различен од оној што ни го побараа да им го вратиме. Во првиот документ инспекцијскиот надзор беше заведен како редовен, а во новиот стоеше вонреден. Во првата верзија беше заокружено дека биле утврдени неправилности, но во новиот се тврдеше дека немало неправилности. Не се совпаѓаше ниту податокот колку денови траела инспекцијата. Имаше дури 3 различни варијанти во верзиите на македонски и на албански јазик. Детал во документот кој отвори уште еден дополнителен сомнеш во процесот е дека Фатон Мурсели не се појавил во градежната инспекција во Тетово на 10 септември, за кога бил повикан. Наместо тогаш, дошол дури на 24 октомври, откако во меѓувреме завршил процесот на легализација. Ако бил во процедура во договор, кој договор не знам ја, значи во тоа време тој чекал да ги заврши процедурите, да добие имотен лист и да доаѓа во инспекција да пријави дека да, тоа е веќе негова сопственост.
За изменетите верзии на записникот, што ги добивме од општината, Ирала никогаш не доби посебен управен акт за исправките, иако тоа го предвидува Законот за општа управна постапка во член 97. Го прашавме градоначалникот Касами како е можно со вакви пропусти општинските служби да издадат решение за легализација. Ја ги гледам документите, ако се во ред, продолжува процесот. И во оваа ситуација така е постапено, но ако се утврди дека има било што фалсификување на документи, злоупотреба на некои постапки, ако се утврди, ако тоа се направи од мој вработен, ја ќе превземам мерки согласно тоа што ми налага законот. И додека адвокатот Горан Илиев докажува дека плацот е узурпиран, а постапката за легализација не е онаква каква што е прикажана пред општина Тетово, Муамед добил интересна понуда. Имаше понуди, ако сакаш да ми простиш, слободно дојди, врата ти отворена, кога сакаш можеш да преспиш, исто како да си дома. Во модерната куќа веќе се релаксира семејството на професор Фатон Мурсели. Ирала во повеќе наврати бараше став од него, но тој не прифати ниту интервју, ниту писмено да одговори на нашите прашања. Здраво, Фатон, да искомуницираме, ја затвараме приказната, прашањата, кога ќе ни ги одговориш? Не ни даде ниту контактот со Али Сени во Данска. Во негово име ни рече дека ако има потреба, тој би зборувал само со институциите. Но во продолжение Мурсели ни најави, ако објавиме сторија за него, ќе ни поднесе кривична пријава, бидејќи сме се доближиле до куќата. Истото ни го рече и неговиот татко. Легализацијата на оваа викенд куќа ги покажува сите слабости на системот кој не може да детектира пропусти. Локалните самоуправи остануваат немокни пред оние кои тргнуваат да ги изиграат или само едноставно замижуваат пред неправилностите. Ова е видеото, ова е сублиматот, ова е видеосторијата, она што успеавме да го документираме преку целиот процес и начинот на работа. Ако успеавме ние да дојдеме до сите овие документи, доказни материјали кои покажуваат нелегално постапување, како можеме да зборуваме за процесот за легализација воопшто дека е во согласно со законите? Значи, ова укажува дека често може да се изигра овој закон и општините да не ги добиваат точните информации. Па сега, ако тргнеме од изјавата во овој случај на градоначалникот на Тетово, а може би ако прашаме и некои други градоначалници слично ќе ни речат, ја ова што сум го добил, ми рекле дека е се во ред, а што има внатре, тоа не знам, ќе видиме, ја ќе потпишам. Меѓутоа, сега кога веќе има докази и претходно имало случај кога на сличниот начин, значи користејќи го сличниот метод за враќање во минатото, преку видео, преку фотографија, се докажувало дека на определено место нема објект, станувало збор за објект дух, за кој што се спроведувал процес на легализација, буквално е за алармирање и не само за јавноста, туку и за судската власт и за обвинителската власт, дали е време или во колкав степен ги земаат како докази овие факти до кои што дојдовме ние. Значи, имаме најмалку 5 видеа, ако поработиме уште некој ден, мислам дека ќе најдеме уште минимум 5 или 10. И тоа ни требаше нешто многу време, за 20 на минути. А не беше не толку тешко да се провери со гледно тоа што на Google Maps, например. Ниту на Google Maps може да се врати, значи колку години сакаме да се проведе. Прво го направивме тоа со фотографиите, а потоа и со видеата. Знаеш, сигурно некој пуштил дрон и најдовме многу убави видеа. Ние 5 успеавме да... Лесно проверливо. Лесно. Не ни требаше многу време. Она што во овој случај го воведавме и како нешто ново, а тоа е да се, баш ова што го споменавме, значи да се проверат координатите кои што се наведени во официјалните документи. Во овој случај, оригинални теренски мерења кои што кога ги проверивме со други геодети, рекоа дека им личат на тоа, меѓутоа не се онакви какви што вообичаено
поднесуваат. Меѓутоа, кога стручно ќе се провери, тоа ни го нарекува преку аголни мерки и така натаму, во овој случај ни дадоа одговор дека во 2017 година, кога наводно се мерело горе, кога наводно била измерена токму таа куќа, таму немало куќа. Значи и видеата ни го покажаа тоа, и снимките од Google Maps ни го покажаа тоа. Што значи се сомневаме, се уште се сомневаме дека можеби станува збор за случај на антидатирање. Тоа треба си го утврдат понатаму институциите доколку се интересираат за вакви случаи. Вториот елемент кој што го видовме тука на крајот, значи ова што го тврди самиот адвокат, а тоа е дека му било понудено на неговиот клиент, па добро, доаѓај тука, тоа е малтене и твоја куќа, дојди си. На еден начин имаме и потенцијално признавање на делото. Што може да се случи? Може само гостопримливи. Може, бидејќи истражувањето, мислам, има многу аспекти и текстот е долг и мислам видеото имаше многу детали, ама вака ако сумираме, можеме да кажеме дека буквално во оваа држава можеш да дојдеш да си одбереш еден плац, да си речеш јас тука сакам да имам куќа, да си ја изградиш и после тоа да ангажираш една цела спрега од институции, поединци, компании кои ќе ти помогнат да го легализираш. Евентуално. Значи и сите да одат на формалноста, а тоа е дека ги имаме шкртнато сите. Документите се тука, да. Што има внатре, па се. Го имаме целото купче, тоа е важно. Извини, тоа што беше сомнително што го прашувате вие градоначалникот е дека сопругата на Фатон всушност работи во општина Тетово и главното прашање беше кога стигнале овие документи, нели им било нив сомнително дека или барем да се провери дали има некој конфликт на интерес, трговија со влијание. Можеби затоа првично стигнале на име на Сали и Сени за никој во општината да не се посомнева дека потоа би бил некаков подарок кон Фатон Мурсели би ја поврзале со претседателката на комисијата за урбанизам. Го прашавме неколку прашања и градоначалникот Билјал Касами да пушти ми една кратка изјава тука од него во делот на тоа како може да се поднесат документи и дали некој во општината воопшто проверува што доставуваат до нив. И затоа во овој процес кога јас сум легализира 2000 објекти, сега дали може некој да, протне некој може, ама во ова ситуација ја немам некоја индикација дека нешто е направено во процедура, злоупотреба. Сега дали се вработени или не се вработени, јас тоа пак повторувам, не можем да им забранам на вработени да ги користат законските можности во случајот за легализација. Во ситуација, ако се утврди по други, зашто ја не можам тоа, не сум истражен орган. Значи, ако по други основи се утврди дека било кој вработен, невработен, значи во општината, да има направено злоупотреба, сигурно дека ја ќе превземам мерки. Зашто во ова ситуација, значи, ја не сум имал никаква индиција за такво нешто. Но ако се утврди, зашто пак повторувам, значи, кај мене кога доаѓа ги гледам документите, не ги гледам кој се стои за тие документи. Ја ги гледам документите, ако се во ред, продолжува процесот. И во ова ситуација така е постапено, но ако се утврди дека има било што, фалсификување на документи, злоупотреба на некои постапки, ако се утврди, ако тоа се направи од мој вработен, ја ќе превземам мерки согласно тоа што ми налага законот. Добро, значи градоначалникот вели ако се утврди дека има било каква злоупотреба, ќе преземе мерки. Но Иван, вие пративте прашања до обвинителството, се обидовме да дознаеме колку случаи има вакви каде што граѓаните го изиграле на некој начин законот. И одговорот... Па да, бидејќи станува збор сепак за случај кој што допрва треба да се докаже нешто, доколку државата се заинтересира, ние прашавме таму колку постапки за бесправно градење се водат или завршиле и тоа ги прашавме само за минатата година, за да не се расплинуваат многу, туку за да можат да ни одговорат побрзо. Ги прашавме дали имало постапки за неправилности при процесот на легализација и на крај дали имало постапки во обвинителството во кои како осомничени се јавуваат геодети или геодетски друштва, а се во врска со процесот на легализација. Ни одговорија дека не можат да ни одговорат тоа
така лесно, заради тоа што нема еден централен Регистар. електронски систем каде што би можеле со неколку вкуцувања, можеби на клучни зборови или нешто да им се извади една таква статистика, меѓутоа не отфрлија дека е можно да барат, меѓутоа треба да се оди од обвинител до обвинител, од случај до случај, што е нешто што е макотрпно, мислам дека трае со месеци. И може би заради тоа што знаат дека институциите ни се тромави, и градоначалникот цело време инсистираше на тоа нека оди ова по институционален пат, па тогаш ќе докажеме, како што беше и семејството Мурсели. Ако не прашат институциите, ние ќе кажеме нема вие што да истражувате. Иван, Пелагија, ви благодарам за обширното објаснување и презентирање на приказната и за видеоматеријалот кој го подготвивте. Во овој подкаст ќе имаме разговор во редакција во вториот дел со Невена Георгиевска од невладината О2. Ќе ја прашаме колку законот за легализација е добар, дали се злоупотреби, на кому најповеќе му послужи, на најсиромашните или успеа и богатите да ги легализираат своите хациенди и викенд куќи во заштитени планински подрачја. Добро вечер за Невена Георгиевска, која во најавата заборавив да кажам дека е и независен советник во општина Карпаш. Добро вечер и ви благодарам на поканата. Кога го изслушавте целиот наш предходен муабет разговор, кога го изгледавте видеото како советник и дел од една локална власт, една локална самоуправа, можете ли да поверувате дека се случуваат вакви работи кога станува збор за законот за легализација? Можам, меѓутоа ми се отворија многу прашања во однос на постапките и ние едноставно предупредувавме дека промените и зголемување на рокот на законите и нон-стоп продолжување на рокот кога може да се издаваат, да се вклучат овие бесправно изградени објекти, дека е проблем, меѓутоа никој не слушаше, тогаш секогаш се вадат на оние социјални случаи кои не успеале толку години да се го решат своето прашање и дека еве ние... Добро, може би има наверојатно и такви граѓани кои добро им дојде овој закон, збориме за таа ранлива категорија, за да стигнат некако до легален дом. Тоа е точно, меѓутоа еве како што видовте, тие предмети немаат приоритет. Секогаш приоритет имаат предмети на некои посебни случаи и тие предмети што треба да се решаваат остануваат се уште нерешени и сигурно ќе бидат покритие за уште едно продолжување на законот. Еве јас како советник се соочуваме со работа што некои предмети ни се враќаат по неколку пати на совет затоа зашто не добиваат доволно гласови. Едноставно не ми е јасно зошто и неколку пати прашував, одредени предмети се форсираат, а јас знам од луѓе што ни се обратиле дека некои предмети стојат. Значи, треба да имаш, што се вика понашки, нели, врски, луѓе, за да дојдеш, да се ургира, за да твојот предмет дојде и да се реши. Значи, она што требаше всушност да биде помош, да речеме, за таа ранлива категорија, сега и со носење на законот за легализација на дивоградби, но и со неговото продолжување излезе дека ќе биде уште една шанса да се легализираат нечесните практики во заштитени подрачја од планински региони. Посебно во заштитени подрачја, затоа зашто гледаме во последните години, јас често идам преку Маврово, значи гледаме колку Маврово се гради. Еве вие го имате случајот со Попова шапка, Леуново знаеме, а ние во општина го имавме и случајот со еве тоа што ни се враќаат неколку пати. Имаме одлуки што треба како совет да ги донесеме за вклопување во една планска програма на неколку вакви бесправно изградени објекти. Значи, општината си го направила тој процес на утврдување дали е бесправно, дали е изградено претходно. И сега единствено ние како совет треба да донесеме одлука да ги вклопиме тие бесправно во планот, во некоја идна планна документација. Меѓутоа што се работи кај Водно, имаше заштитна зона на парк шумата Водно. Значи, овие објекти се и вон Гуп и вон Дуб. И сега бараат од нас да донесеме одлука, да ги вклопиме во некоја идна планска, едноставно да им ги дадеме сите права на правно изградени објекти, да ги добијат сите потребни
привилегии што би требало општината да им направи пат и канализација и сето тоа, а тие не се вклопуваат во ниедна документација, нити имаме ГУП за тој дел, тоа е вон подрачјето. Сега со новиот закон за заштита на водно малце е покрена таа зона и сега тие доаѓаат во сива зона. И тука како што гледаме, има повеќе такви објекти. Значи јас како советник прво бев изненадена, мислам искрено и не сум толку изненадена како работат советите. Кога ќе ни дојдат вакви некои случаи, јас на Google отварам и ги проверувам. Дали на 2011 има нели опција Google Earth, дали било изградено или не. И најстрашно е што наидуваме кога ќе излеземе да дискутираме, наидуваме на еден отпор и од повеќето советници и од стручните служби, кои сме ние да проверуваме. Тие се стручни за тоа, а не проверуваат. Да, дури и последниот пат на една координација ми цитираа закон и ми тврдат, значи архитекти, што значи законот, дека советот само ги потврдува. Значи не треба советот тука нешто да гласа кога стручна комисија ги поминала. И секогаш се повикуваат на тоа стручна служба. А ние имаме случаи од стручна служба кога имавме корупција. Значи, и тоа пак ние ја пријавивме таа можност за корупција за онаа зграда што е кај Мак Петрол, кога председателот на комисијата што даде позитивно мислење беше и директор на конзерваторскиот центар. И претходно се сеќавам на тој случај и вашите реакции се соочивте со закани после тоа? Да, јас лично имав закана по телефон дека ќе ми ја силуваат ќерката ако не прекинам да зборам и да настојуваме да се реши институцијално тој проблем со зградата. Значи, ние имавме покренато да сите институции и прашања, и подсетувања, и барања и до Министерство за култура, и до Министерство за транспорт и врски, и до општината баравме дали имаат одговори, така да самото тоа прашање, едно како советници и како граѓани на општина Карпош, на нив им значи дека тоа е на некој начин пресија што им правиме. И така излегува на крај со соопштение дека по големиот притисок кој ние сме им го вршиле, излезе дека стручната служба правилно работела. Да, и активистите и новинарите сите се соочуваат, секој што нешто има да каже, се соочуваат со истите закани. А од друга страна, еве ова што го спомнавте дека рекле дека не треба вие да проверувате, истото го слушнаме сега и од градоначалникот, дека не е негова должност да провери кој стои за документите, он само добива документи, треба или да го одобри или да не го одобри. Тоа е многу страшно како нашите градоначалник или одговорни на одредени служби сметаат дека нема он зашто тоа да го проверува. Од друга страна, ако се најде проблемот или неправилно работење од неговите луѓе, само ќе им додели нели отказ или нешто дисциплинска, може и ќе го префрлат, имаме и такви случаи, ќе ги префрлат од една институција во друга институција и проблемот е решен. Меѓутоа, не си ја сваќаат одговорноста на функцијата која имаат. Значи, едноставно, ти ако твоите вработени работат против законот и еве кога имало први индиции, не го испиташ самиот, него чекаш тоа да се случува. Значи, самиот проблем посочува на тоа дека сигурно има и други случаи. Значи, требало да се направи ревизија на се што е издадено до тогаш. Затоа ние во најавата кога зборувавме дека станува збор за микропроблем, кој најверојатно се случува на макро ниво низ цела Македонија кога станува процесот на легализација, ја поставивме и тезата, значи секој може да поднесе до општина, не зборуваме конкретно сега за Тетово, најверојатно и до сите општини, документација онака како што рече Деница, ќе ја подготват геодети, ќе ја прегледаат стручните служби, ќе се докажат они со една изјава дадена на нотар под морална и кривична одговорност дека граделе пред 3 март 2011 година. Не е тука во и државата. на крај вие советниците ќе го потврдите тоа со одлука на совет и целосно да речеме општината некако чиста, на крај ќе речат па советот го изгласа. Точно, а советникот не одговара за своето гласење или за изнесено мислење и све останува на таа морална одговорност. Колку и да не сакаме во вакви случаи да речеме дека се тргувала со влијание кога сопругата работи во некаква комисија за урбанизам, ворете да се сомневаме дали целиот процес
бил онаков каков што треба да биде. Во тој контекст предлагам пред да се вратиме и да продолжиме повторно на муавето да чуеме уште една куса изјава на градоначалникот Билјал Касами за тоа кој, како и дали има некаков повластен третман во општината. Нема третман, било кој, повластен третман. Сега, ако има било што злоупотреба, затоа викам, значи, тој требало да фалсификува или да злоупотребува, нели, да фалсификува документи за да отера процес, зашто пред мене нема некој документ, некоја процедура да му фали, па да дојде кај мене да вика ај ова да го протнеме и за да го затвориме како предмет. Тоа според мене е влијание на администратор. Инаку само за тоа што е вработен, ја да му кажам извини ти си вработен тука па не ти легализирам, мислам дека тоа не ми е мене зашто нели ни праведно ни правно немам основа ја да му кажам ти си вработен нема да ти легализирам. А било што друго, тоа е веќе друга процедура, друга постапка. А дали ме загрижува веќе кога се збори за општина Тетово, затоа што ние се обидуваме процедурите да ги тераме по закон. И ако веќе се спомнува некоја ваква постапка, сигурно дека ме загрижува. Јас затоа сакав да го расчистиме ова, да видам дали има нешто што ја не знам во целата постапка. Значи, ја досега веќе сум се заинтересирал, не сум утврдил дека има нешто што не е според тоа документите што ги имаме сега. Тоа викам, ја не можам да утврдам некои документи дали се вистинити или не. Тоа е веќе друга процедура и тоа друг орган може да утврди дали некои документи се вистинити или не. И сега кога ќе слушнаме ваква изјава од прв човек на општина, Од политичар. од политичар, меѓу другото, Да. политички избран на функцијата од граѓаните со дадена целосна потврда и мандат, што ние можеме да очекуваме обичните граѓани? Значи, страшно е тоа што се случува. Буквално на моменти се прашуваш дали сум ја нормален овдека, што нешто пробувам да сменам, а тие те гледаат тебе ко да не си баш нормален, што некои работи се толку она ненормалното станало нормално. Кој си ти едноставно да сега да менуваш нешто или да буквално прашуваш смеење, нешто. не дај Боже да прашуваш, не сме дошле ние така ни викаат на совет, не сме дошле тука тебе да те слушаме. Значи, тука сме да изгласаме тоа што треба да се изгласи, да си одиме дома. А што гласаме, како гласаме, дали кршиме закони, тоа стручните служби знаат. Едноставно, зошто ни е совет тогаш? Зошто ни се совет, зошто... Се согласувате ли дека советите стана гласички машини и проформа институции? Советите, мислам дека скоро од секогаш биле гласачка една проформа, поддршка на градоначалникот, и сега се случува она кога нема доволно гласови, и мислам дека има големо влијание тоа што сме ние како независни кандидати, па не ги знаеме тие партиските нати го дај ми го или договори како и да идат. И она што ни беше најглавно во целата кампања беше транспарентно, зашто ние како граѓани она што не сме го добивале и кога не успеавме овие години од партиите да го добиеме, затоа и влеговме во институциите за да едноставно мислевме дека ќе ги покренеме тие процеси некако поактивно да бидат и поблиску до граѓаните и едноставно мислам уште толку беше демотивирачки кога видовме што се случува и на што се сведува советот. Советот е паралелен орган на градоначалникот и тој е тој што треба да контролира. И тогаш е добро кога не е целата власт сконцентрирана и во советот и во градоначалникот на исто ниво. Тогаш се случуваат сите овие работи. Значи, продажба на градежно земјиште, јас гледав пред неколку години како било во општинава. Значи, тоа се нон-стоп детални урбанистички планови, јавни анкети и продажба на Карпош, за да не сватат гледачите дека зборуваме можеби. Значи, претпоставувам дека тоа е и во другите општини. Еве, ова што го спомнавте, значи симптоматично е што последниве години се запоседнати националните паркови и шуми. Едноставно се гради таму каде што не смееме, каде што треба да ги заштитиме шумите и она богатство што ни останува. Да, и можеби најстрашно од се што видовме до сега е дека локалната власт, како што гледаме, не може најосновните процеси да ги следи што се случуваат. Или не сака.
Не сака, да. И еве прашање и до двајцата. Добивте ли впечаток и од интервјуто со градоначалникот дека конфликтите на интерес некако како да се релативизираат, дека Македонија е мала земја, па затоа е сосема нормално сопругот да е инвеститор, сопругата да е вработена во одделение за планирање, свекорот да е планер. Значи, страшно е тоа што се случува, нормално така течат и сите работи и ова е случај што случајно човекот го имал тој плац, меѓутоа што е она што биле плацеви што биле на Република Македонија? Кој ќе ги пријавува тие? Никој. Значи, колку такви случаи има? И она што го изјавува градоначалникот за мене е чудно, затоа зашто кога веќе имаш индиција за еден ваков случај, треба да се направи ревизија на све што имаш претходно изработено. Значи, штом има еден проблем, сигурно има уште повеќе проблеми. Кога ќе ве прашам како граѓански активист и најверојатно и тоа е вашиот основно на желба и порив да влезете во ваков политички совет каде што одлучуваат мнозинството или онаа партија која го има мнозинството во советот, престиш ли да се изгради ваква една викенд куќа на падините на Шапка која е прогласена како национален парк, вреди ли се во ова што го видовме да се направи за да се дојдат до 100 квадрати? Не, за мене како човек и како активист најважно ми е она чист образ да имаш. Меѓутоа, кај нас све се мери по материјалното. Дури и она стекнато право што го ставија над све во закониве, значи ако се исцрта нешто во детален урбанистички план, на било кој начин да било изгласано или добиено, тој добива право на стекнато право. Значи тоа стекнато право не вложил ништо, него некој планер го исцртал и он има стекнато право и ги добива случаите на судеви и судевите носат одлуки да се државата да му исплаќа одредени суми врз основа на тоа стекнато право што нити вложил средства во тоа стекнато, мислам, право, нити па нешто било изградено. Така да едноставно во државата се вреднува кај нас она материјалното и оние што имаат големи богатства има се во предност, значи и во однос на решавање на вакви случаи и во однос на заштита од прогон. Точно, заштита од прогон и едноставно и судскиот систем ги штити. Лично би тргнале во ваков процес за да некој пат можеби имате викенд место за релаксација? Да тргнете во ваков концепт? Тоа е сериозен процес. Бидејќи вака кога пробавме ние да го објасниме, ни се виде како добро испланирана стратегија како да се стигне до... Добро, не размислуваат од друга насока дека со тоа граѓање на Шапка ја уништуваат шумата и дека утре тоа ќе биде проблем едноставно со свечилишта што би дошле од поплави, од она што се случува со климатските промени. Луѓето едноставно не размислуваат така. Тоа е некој престиж да си има нели викендица или она што го гледа. Дека улиците се калливи, асфалтот е искршен. Исто во Маврово она што се случува. Се гради буквално до патот. А патот е еден ист мал. Значи никој не размислува што кога тие луѓе сите тие викендаши ќе дојдат. Како ќе сидам јас до Скопје? Да, тоа се случи зимова. Да. 7 часа во кола сите кога помина. Буки, да се вратиме малку на конфликтот на интерес, бидејќи ти беше на интервјуто со градоначалникот. Кое беше главното објаснување зошто они не гледаат дека тука можеби постоело конфликт на интерес врска со сопругата на Фатон? Па мене секогаш ми се интересни да речам објаснувањата на политичарите кога ќе ги прашаш, па мислиме тука дека има конфликт на интерес, можеби се тргувало со влијание и секогаш нивниот одговор е дека согласно процедурите на општината, согласно законот, наши вработени па имаат право да легализираат, па тој или таа се иземал во конкретното одлучување, не се иземал, така да политичарите секогаш ќе најдат начин како да го оправдаат или да не го оправдаат она што го направил некој од нивните вработени или можеби тргувал со одредено влијание и моќ која има во општината, но секако јас мислам дека мора да ги одбрани. Не, и дополнително рече дека она не била присутна кога почнал процесот на легализација, па тоа што го преземала покасно и затоа тоа што чисто била таму на почетокот. Тоа што го уствари во целиот подкаст дека
можеби тоа е смислениот план некој друг да ја започне барањето за легализација и потоа куќата да се подари таму кај што треба, за можеби да нема конфликт на интерес. И тоа што го кажа со одговорноста, дека не разбираат својата лична одговорност во целото ово. Точно, те имаш значи фалсификат, Узурпирана узурпирање на нереален земја, геодетски извештај, непрецизно наместо мерење. да се заангажираат да му помогнат на човекот, сега човекот треба сам да се иде низ институциите, додека не свати дали дека ќе успее или нема да успее? дека повеќе пари ќе потроши докажувајќи го своето право на имотот, отколку што ќе се реши. И на крај ќе добие покана да преспие на сопствениот плац. Секогаш го бираат тоа институционалното, знаејќи дека се бавни институциите и треба да имаш и време и пари за да го изодиш тој цел пат. И едноставно и времето и она што го губиш дел од животот, слободното време, одејќи по овакви, добивајќи некои непотребни нервози, дали вреди све тоа? Едноставно луѓето се демотивираат и многу од овие случаи мислам остануваат вака нерешени. Пред да завршиме, бидејќи сме при крај, ќе ве демотивирали независните? Сето ова што се случува, зголемениот праг за собирање потписи за да се учествува евентуално на следните локални избори и сето ова што го видовте изминативе 4 години во тој политички циркус наречен Совет? А и фактот дека сте премногу малку за да направите некоја вистинска промена. Малку сме, меѓутоа мислам дека имавме доста влијание. Во однос на тоа што ги изнесуваме работите, како се, и немаме буквално према ни една партија, ако некој изгреши, тука ние изнесуваме тоа што биднало или како гласале кога сметаме дека не е во ред. Има влијание. Мислам дека, јас ќе ви кажам дека фокусот ни беше токму урбанизмот кога влеговме во Советот, бидејќи некако и активизмов со и здрава животна средина ни беше поврзано со урбанизмот. Мислам дека нема советник во општина Карпа сега што не знае што се линijski центри. Значи, од толку прашување и зборење, мислам дека повеќето и почнаа да се интересираат и некои научи, има, се да не зборам, не се сите и стручни служби, мислам, има луѓе професионалци што се работат работата, меѓутоа има и такви што едноставно се исплашени или знаат дека треба да работат онака како што им е кажано, а не сваќаат дека буквално целиот товар се сведува ќе се урне на нив. Еве, градоначалникот не сум јас крив, они ми го донеле, тие го дале на некој пониско во службата, на некој службеник, на крај најмалку што е тоа, најмалку што бил најнезаштитен, најмалата алка, ќе го сноси товарот, а не тие што се над него што имаат поголема одговорност. Тоа е страшното кај нас. И секогаш ваквите мали ликови може некој ќе бидете, да речам, жртвено јагне, во име на правдата. Системот ќе си продолжи да се функционира во интерес на тие што не треба. Значи, чим малку луѓе може да направат разлика, да сте повеќе во иднина, веројатно може и многу по... Јас се надевам, наше е да излеземе, сега останатото е на граѓаните. Ние сме чисти пред себе, дека стварно се потрудивме да направиме што можеме и да им го објасниме тоа на граѓаните, останува сега на граѓаните тоа кој ќе дојдат избори. Ви благодарам за тоа што прифативте да бидете дел од разговор во редакција. Се надевам дека пробавме да покажеме како функционира системот, кои се маните, какви се процесите. Ова истражување не беше наменето лично против никого, само нашиот главен порив или нашата главна желба беше да покажеме дека процесот се злоупотребува и не се користи онаму каде што е највеќе потребен. Пријатно? Пријатно.